Добар ви ден, добри луѓе, и на вас бунетите, и на вас просветлените, и на вас патриотите, и на вас предавниците, и на вас револуционерите, и на вас што го браните криминалот, и на вас што сакате да ја поделите Македонија, и на вас што навивате за Манчестер, и за Барса, и за Баерн, и... Бре, колку ви има, не може човек да ве добро истите. А, истите сме. Тие сме. Колку сме? Не токму сме. Доста е филозофирање ко за четврток, а? Ние, додека го прославивме нашиот роден ден, пропуштивме еден куп настани. Ај со ред. Ако ви звучи бајато, тоа е затоа што на човечкиот мозок по Македонија деновиве му треба и лева и десна хемисфера да може да свати што све се исподешава. И кај стигнавме? А да, што се изнасекиравте толку за Рокфелер, живи се, а? Море, прилози како живеел, како умрел, колку срца му пресадиле, сакал вечно да живе. Епа, друже, не може. Ете проба, ама сите еден ден мора да умрат. Тоа ти е. А вие? Море, едни се насекира, едни се радува, ако можем пензија ви зависи од него, искрено појма немам. Сега оние што се занимаваат со светските заговори си викаат: абе, што тресе овој? Појма нема за вистинската улога на Рокфелер на Балканов. Стварно? Не знам. Па, може и да. А и знаете колку ме интересира? Да речеме, за да не покажам со, нели, рацеве, колку ланскиот снег од прилика. Ет, го нема веќе и Рокфелер и ланскиот снег. Сега, што правиме? Втора работа на која морам да и се навратам од деновиве е вечно обожуваниот Ван Хаутен, или Ван Хеле, или Ван Хте, и како и да се изговара. По повод светскиот ден на поезијата напиша песна за Македонија. За Македонија, бе, дечки! Откако ни измузи, сега сме му муза за поезија. И стихот формата оди вака некако. Либертас ја преведе за сите нас. Ја продадовте нашата слобода пред уставниот суд за 1000 денари и сендвич. Бидејќи ви се заканија, ја украдоа вашата приватност и ве уценуваа. Нема работа ако не се приклучите за 1000 денари и еден сендвич. Јо, па каде го има ова? Питер Дарлинг, па thank you very much. Каков Ганет од Доровски, бе, каков Коча Рацин, бе. Децата следната година ќе учат и затворештвото на Питер Дарлинг. Струшките вечери на поезија слушате ли? А? Струшки вечери слушате? Камо златен венец за човеков. А Ханчо, ќе го поговараме ли? И него го пропуштивме кога беше актуелен. Вчерасна весте веќе, нема везе. Ама и тој сака главен да биде во туѓа држава. Море, што све се изначитавме за него, казина, кладилници, газда голем да ти бил. Па после, не е точно тоа. Човекот бил посветен на политиката. Па после да ти бил бирократски пацов. После не бил тоа. Да ти бил еден од највештите и најквалификуваните играчи на светската дипломатска сцена. Што си игра на дипломатска сцена? Океј. И за него да се секирам сега, за некој што рекол дека граѓаните се небитни. Така рекол пред неколку дена. Што ме гале стопрел пред неколку години? Јас гледам денес што пре. А денес, бога ми, од зулуми глава не може да крене сиротиот. Па му се да собравте по улици за да го пречекате, бре, кокошаркари некој ги чекавме од Европско. Ама они застануваат да не поздрават, да се поздрават со нас. Ханчо, не кеше да не биде. Му се темни од народ. Си се гледа он со тие што треба. Башка се паркира по задни влезо и да не го види некој море. Ково Борничи хаусмајстер кога доаѓа кај некоја очајна домакинка, па се паркира за никој да не го види. И ние време му посветуваме. А бре, будала народ, тоа ти е. Ја чекам Хан песна да напише. Ке мораш, Ханчо, како за сите деца, така и за тебе. Еве, вчера мртов Владен рекол дека и русите го нервираат.
Европската Унија требала повеќе да се заинтересира за тоа што прават русите, а не да стои како зајак пред змија пред нив. Ханчо, ова споредбата со зајачето случајна ли е? Чисто онака прашам. Кажи ако те закача некој. Одма список со оние што те нервира да ми достоиш мене, ја од аеродром и да не се кираш, брат. И додека патриотите и предавниците се караат, албанските партии си го кажаат тоа по кое што се дојдени. Да им порача на СДСМ. Ако немате храброст, дајте ни го мандатот на нас. А така више, стварно, или прете влада, или дајте го мандатот на тој што сака да направи. На тој што најмногу сака да направи. Јас викам вака да направиме. Да ги наредиме сите партии со специјален апарат да измериме кои ствари најмногу сака влада да направи. Само, знаете, апаратот кај се монтира за да... Океј. Тој што ќе има највисоки резултати според специјалниот апарат, тој нека прави влада. Така најферски ми изгледа. Бате ли ти избори, победници и губитници? Љубовта е најважна. Љубов за влада. Колку романтично звучи. Струшки вечери на поезија слушате ли? Може една вечер со тематска поезија да ја направите? Темата да биде љубов за влада. Ки имате кандидати, ама еден куп. Се напнав, а? Ама као да не се напињам, па јас сакам влада, кој не сака? Ја да влада Јајкова, мислам, Јако Леле, не научив да изговарам. Гледате! Не знам вашите извитоперени умови на која влада помислија. Ај, пушти малце да види народ што е влада. Добре, од толку дезинформации од Македонија не ни остана време за вести од светот. А и таму циркус. Додуше, една вест која така малку ме потресе, ја прочитав денеска на Овнет. Вика вака. Луѓе кои купиле вибратори кои лесно се хакнуваат за да ги снимаат и имитуваат вибрирачките навики на корисниците, сега си ги чекаат парите за одштета од канадски производител на секс играчки. Луѓе купиле смарт вибратор. Го слушнате. Смарт вибратор, нема више... Смарт вибратор со Bluetooth, за да може да се игра преку мобилна апликација. Со овој вибратор, например, партнер од друг крај на светот преку својот мобилен можел да го контролира гаджетот и така да учествува во сексуалната игра. Да не подметнавте нешто, а? Ама па Bluetoothот му бил слаба страна и преку него некој од блиската околина, например комшијата, можел лесно непоканет да влезе во играта и да го растури меракот. Или пак да го збогати. Кој како сака. Сега, фирмава, без да знаат корисниците, собирала информации за нивните навики и чорба, тоест тужба. И вибраторот шпионира. Сите шпионираат. Ција секаде се напика. И доста е паники за еден ден. Чао до утре. Гледајте ТВ Нова и паметно со вибраторите.